Шетавме и прашувавме, а вие бевте расположени за муавет. Што повеќе пиете, чај или кафе? Па, да ти кажам, јас сум по чајот највише, по кафето и така, и така. Што чајче конзумирате? Па да ви кажам право, ја различни чаеви. Една недела од мајчина душичка, една недела од планински, маточина. Кафе. Зошто не чај? Па немаме таква навика за чај. Кафе, пијам 3 кафења у денот пијам. Кафе. Чај воопшто? Па понекогаш, многу ретко. Па и чај и кафе. Помалце кафе, повеќе чаеви. Нема да верувате кога ќе чуете колку случајно е откриен чајот како пијачка. Кинескиот цар Шен Нунг живеел 2737 години пред нашата ера. Типов многу сакал да шета, па еден ден со слугите отишол во природа. Од кога се уморил, им кажал на подчинетите да му зовриат вода, бидејќи мангупот пиел само такво H2O. Тие запалиле огин, ја подготвиле водата и му ја ставиле на масиче. Тогаш дувнало ветренце и од околните дрвца паднале неколку ливчиња баш во чашата на царот. Водата се обоила и замирисало ептен убаво. Господинот Шен ја пробал течноста и викнал: "Луѓенца, ова е превкусно." После чајот се пренесува во Јапонија, Индија и така натаму, за во 1610 година конечно да стигне и во наша Европица преку холандските трговци. За чајот толку. Време е да поработиме на нешто конкретно. Сега ќе ве вратиме на вашиот прв работен ден. Дали го паметите првиот работен ден? Како не го памтам? 22 декември 75 година. Кај се вработивте? Фабрика Газела. Се запознавте со шефицата или со шефот? Сите шефови, директори, сите ни беа другари, пријатели. Немаше разлика дали си работник или директор. Многу ми фалат колегите. Па се слушате ли од време на време? Абе, некоја се слушаме, ама некои се и починати. Тие што највише и фамилиарно соживувавме ми почина. Кој ќе се сети на овие години, кажи ми. Овие младите не може да се сетат, а не па ја. Кај работевте ви? Во граните. Првата плата почастивте ли нешто? Па не би рекол што да почастиш кога... Колегите, кафенце. Колегите, тоа... Кафенце пивце. нема, ни пивце. Тоа немаше тоа време така како сега. Бе прво на пракса, па ме примија, па нешто се сеќавам. Како помина првиот ден? Бевте возбуден? Па нормално, со средна строчна спрема, во Охис, пред многу години. Частевте? Па да, другарите секако, а колку беше, како беше, не можам да се сетам. Кајва пивце, ајде, мортадела, така. Тоа тоа време се собиравме пред Пелистер. Возбудена бев, убаво беше, мислам, ја како техничар бев конкурирав, работена и Имавте ли врски за вработување? не. Тогаш не се бараше врски. Од школа препорачале директорот и таа. И готово, ве примија. Готово не примија сите. Фабрика Карпош. И што се случи првиот ден? Имаше трема, имаше возбуда? Па имав многу јасно млад. Колку години имав? 19 години. 19 години возач работев у Фабрика Карпош. Возач на камион? На камион. Како не се сеќавам. Кога беше тоа? 8 април 1985. Каде? Во Комерцијална банка. Па стресно да ви кажам. Прв пат дојдов во допир со толку многу пари. Учење на како се бројат парите, техники и така. Шефот строг беше? Не, шефот не беше воопшто строг. Да, супер. Поминав 40 години работен стаж. И се на исто место? Прв ден до последен. Во банка? Во банка, на шалтер. Може ли да ги видиме овие прсти? Низ овие прсти почитувани имаат поминато милиони и милиони, така ли е? Милиони и милиони, да. Дефинитивно, ретки се тие што не го паметат првиот работен ден. Одиме со контрапрашање. Дали се сеќавате на вашиот прв пензионерски ден? И што си отидов, поднесов документи некај што требаше.
И се вратив дома и сега викам пензионерка сум више. Како да се сетам сега што сум правила. Стануваш, немаш обврски. Не, немам Никој не те обврски, чека. Нешто необично, знаеш, ама сепак викам, јас сум млад пензионер, викам. Пошто имам викендица у матка, викам сега ќе си одам, ќе си работам, раја таму. И првиот ден отидовте на матка? Одма отидов, да. Сам. Сам. Бев прво како бевме под стечај беше фирмата. Технолошки вишок. Технолошки вишок и така. Дома прво останавме, дома бевме, па после почнавме да бркаме по тоа документи и такви работи и тоа. Од градски се пензионирав, од ЈСП. Од ЈСП автобус возев. Дали го паметите првиот пензионерски ден? Па пред 2 години. Што правевте првиот пензионерски ден? Чувај деца и тоа ти е. Чувај деца, вие ги чувате внуците? Да, Колку внуци имате? 3. 2 машки и 1 женско. Тоа се од керка, од син. И од керка и од син. Од керка 2, од синот 1. И вие сте надлежни за сите тројца внуци? Сите тројца. Значи вие сега фактички имате работно време са вајле од Од 9 сат до 8 негде. До 20. тоа се 11 часови ако добро бројам. Да, толку, да. Сега фактички имате 2 смени од ЈСП. Да. Да. Ке вие кога си ги чувате внуците? Па и кеф ми, ама по некој пат тешко. Сакаш да се дружиш со врсници твои, да излезеш едно друго, вака. Сабота и недела ќе се дружите. Не може сабота, не, тоа ше е фамилиарно на окупјање, да кажеме, ручек или прошеташ, пак и тогаш ги чуваш. Па мене ми е сега малку жал за вас. Вие немате време за себе. Нема. Стварно нема. Дека работев има поише време. Ништо бе стандардно што може да правиме. Што може пензионер. Стануваш, се чувствуваш слободен. Слободе, па тоа е едино тоа е, немаш обврски, стануваш, ама ја што викам легни, стани, тоа ни е врзано крче, јади, пи. И сега следува шокантен пресврт. Еве кажам, еден се прекопирам со шетање, немаше буквално кај што не сум бил, така да... Каде се сте била? Ќе воземам од времето. Па прво ми било поголема Хавај, мислам со посета на Вашингтон, Лос Анџелес, Сан Франциско, Хонолулу, мислам Хавај, Торонто, во Тихуана на граница, мислам, Сан Диего, посета на Диснейленд. 2 пати имам во Дубај, 2 пати во Шпанија, во Бразил имам исто така одено Сао Пауло и Рио де Жанеиро, во Мексико, Канкун, мислам и Јукатан, тој полуостровот е. Вие се шегувате со мене или сте сериозни? Не, чекај, уште ќе ти кажам. На 2 пати имам сопрот крстарење, мислам. Седмица на лото да не имате добиено. Да, бе. Седмица на лото и тоа како... И Банкок имаме на Тајланд одено исто. На масаж? Да, имаше масажи во Пукет. Па првиот пензионерски ден се разбудив како да треба да одам на работа. Меѓутоа све на тенане, полека си се напив кафе. Дома си уживав, така да убаво ми помина и првиот пензионерски ден. Шокантен пресврт број 2. Шетаме многу. Значи Да. вие сте по шетањето. Да. Каде бевте последен пат? Последен пат во октомври бевме на Крит. Сега се спремаме за некоја нова дестинација. Негде кај што има сонце, кај што е потопло. Кипар. Кипар бевме. Пред Крит бевме на Кипар. Занзибар. Таму, тоа, Занзибар може, да. Од кога ги прочепкавме овие важни прашања следува зоологија. Конј, кобила, овен, овца, петел, кокошка, јарец, коза и така натаму. Како се вика женката на нилскиот конј? Нилска кобила. Коњица. Нилска коњица. Нилска коњица. Так. Нилската е нилска кобила. Кобила? Каква кобила? Женска кобила на ниски коњ. Као кобила, нешто слично. Нилска кобила, па сега не знам дали би можело да биде тоа. Којница. Според вештачката интелигенција,
Женката на нилскиот конј се вика хипопотама. Имено на латински нилски конј е хипопотамус, а женката е хипопотама. Само да ве подсетам, на времето имаше цртан филм Хипо и Чипо. Епа Хипо беше нилскиот конј, Хипа би била жена му. Овие животинчиња тежат меѓу тон и пол и 2, а на кратки растојанија може да трчаат и со 48 км на час, така што подалеку од нив, ако не сакате да станете плескавица. И тоа би било се, народе. Фала ви за муабетите, па се гледаме на терен.